Ова како што кажав ми излезот кон Кил. Ова е Elsborgsbrun, го поврзува јужниот дел на Гетеборг, Фровонда со Хисинген. Elsborgsbrun е, не знам точно колку е долг, под Elsborgsbrun проминуваат овие бродовите што идат за Данска и за Германија. Има две пристаништа тука во центарот на Гетеборг, што со една линија е поврзан за Германија дневно, а со 3-4 линии за Данска, со бродски сообраќај. Јужен дел на Гетеборг. Јужен дел на Гетеборг, нагоре, кај што живееме ние, северен дел. Јужен бидејќи поблиску до морето, претпоставувам. Па не, ова е до морето. Морето е кон западен, а ова е јужен кон Малме надолу. А, така да. Ова страна. Гетеборг или Малме, кој е поголем град? Гетеборг е втор по големина, Малме е трет, после Стокхолм. Шведска нема така големи милионски градови, све Стокхолм е негде 2 милиони, другите се има многу градови со така нормални 30-40 жители, 50. Општо во Скандинавија нема големи милионски градови, све Гетеборг не знам дали има тук милионски градови. Освен Стокхолм. Стокхолм, да. Шведска често се организира лопис. Лопис е Сајам. као продажба на стари работи, користени, што ги имаш дома, што не ти треба. Кога се организира, доаѓаш, изложуваш, ги продаваш. Иако Шведска изгледа дека све е прилично ново, овие поголни работи многу се купуваат. Тука поголна облека, за некој е несватливо, али секонд хенд или тако функционира. Што не ти треба, го донираш, го оставаш таму, што ти треба, го купуваш по многу поголни цени, символични, да речем. Има и продавници што се секонд хенд, има вака на паркинг пред трговски или во некој парк се организира лопис и тоа го има еднаш до 2 пати месечно. Нонстоп има негде лопис. Веќе се ближиме кон паркот, го Да, гледам. стигнав паркот, тука сме. Само ќе гледаме негде кај што се паркираме, кај што нема да имаме многу за одење. Иако ја не сум го изводил цел, ќе направиме на краток круг, вака кај што ќе видиме дел од животните, по мини зоолошка некако да наречеме и колку може, колку ни дозволува времето да поминеме вака. Само цијемо одење, изморени сме, али тоа ќе издржиме. Сега вика се снајме со паркинг. Би било тоа проблем малце овде. Много проблема тука. Иако е рано, најверојатно има некој настан. Сабота е. Затоа има толку уште од рано гужва. Повеќе секој пат кога сум доаѓал имало паркинг. Ама денес има некој сигурно настан, затоа е фул. Ама јас за овие работи сум снаоблив одмак ќе најма на друга страна има поголем паркинг. Само ќе изодиме поише.
Од другата страна, за жал ќе немаме време, се наоѓа ботаничка градина со сите растенија, цвеќиња и исто како парк. За секое цвет, растение има објаснување кај потекнува, колку, каква му е вегетацијата, ја баш не сум стручен за тоа. Али има табла информативна и околу секој растение или цвет има информации за него. Исто е огромно, големо. Интересно, овие се во центарот на Гетеборг, блиску до центар. Сега пак имаме едно искачување. Па сега имаме малце успон. И ова Соцкоген е парк, најпознат парк во Гетеборг, со многу активности тука за рекреација, за спорт и има живеалишта за животните, Да. мини зоолошка доаѓа. Нема многу животни, али има. Овие најинтересни се овие големите лосови, карактеристични тука за Скандинавија. Друго, ќе видиме коњи, делфини, има овие кокошки, фоки, што имаше друго, пингвини. Ќе видиме сега, не ми текнува све. Има некоја трка денес. Денеска има нешто околу трка, гледаме. За тоа е малце проблем за паркинг, инаку за овде да се прошета малце треба повише време, али ние сме денеска ограничени со времето, ќе видиме. Еве, трката само момент да зиднеме. Голак Трейлс. Слично. Ова е и трка и гледаме за некои пречки што поминува. Не е само трчање, има и други обештени. Немаме информација што и како, може ќе видиме вака. За што се работи сега кога ќе стигне. После горе таму кај мусовите, лосовите може да фатиш некој има добар кадар. Еве инаку трчат луѓето. Ние денеска сме точно у форма за трчање. Така е. Да знаевме ке дојдовме порано и таман еден круг ке се отепи. После партија тенис и падел бевме во форма точно. Еве да видиме и овде се гледа. Инаку овде се одржува, има и полумаратон, нема цел маратон, тоа е во јуни се одржува, крајот на јуни негде, на 21 км. Доаѓаат надпреварувачи од цел свет, Гетеборг е познат по полумаратона. Еве покана до нашето ново формирано Ако сака друштво некој вонка, да. трчи, слободно нека се пријави, нека дојде у Гетеборг, може да ме контактира и мене ако дојде. Така еве дел од учесниците, значи на оваа некоја трка. Ова е рекреативно, како што гледаме, не е ништо со не треба верувачки Да. карактер. Битно е дружење и
добра волја за трчање, за спорт. Така е уште една група. Alla fint. Ja, no precis. Bilen går. I passed the other lady beside you. Значи тука нагоре. Ја начекал долу. Значи лососите се тук. Да. После тука ма ќе ги видиме горе. Забрането е да се дава тука на животните храна. Си има што им дава обработени. Од посетителите е забрането да им се дава храна. Да.
Значи без рогови е женски. Предпоставувам дека овие што се без рогови се женски, а машките имаат огромни рогови. Обично жените им ги Набиваат, најверојатно. Е така. Да видиме дали ќе сака да стане, се спрема. се мести за фотографирање, право. Đoковиќ Гоат. Гоат. По шведски е гет Гет. коза. Мери се оддалеку, да. Еве тоа што ние практично си го имаме. Сега до душа и во Македонија се намалија вака. Да, порано секоја куќа си го чува свињи се. Не се знаеше кој ќе дојде коливо. Дали, мислам дека се питоми, не се диви. Да, овој се питам. Еве и Fan äckligt träffas. Jag visste inte när vi sprang när det knallade till en gång. Линдеруш. Лидер од свин. Тие се овие домашни, вилд свин се диви свин. Во средина Јужна Шведска и скоро во цела Европа ги истацува. Значи во Македонија гледаме. Det är en guide som berättar ursprunget. Det kostar en del. Фото по климат. Nästa gång vi går dit så är det Јужна Шведска и во Европа. Овде забележуваме повеќе деца од вообичаено. Да, овде има овие еден круг јавање за некоја символична цена. Да, децата до секој до 10 или 11 години може да јават поне. Пони. Други кошта од 2 до 10 години. 150 денари. 25 години, да, 40 денари. The number though. Yes, how many time in the year are organizing this race? time. One time. Yeah. So you have participants from all over Sweden? Yeah, and there's been a couple from other countries too, like Great Britain has been here and Norway. Yes, and how long do you participate in this race, like a volunteer or? Oh, we're working with our team. So we're here from 7 a.m. to maybe 5 p.m. I think. So this race is not for first, second, third place, just recreational or? No, so there's competitive and then there's people who just do it for their own time, I think. Thank you very much. Yeah, no Да, worries. так смело. Ете, слушнавме од каде се има учесници на оваа трка. Тоа не е нешто интересно. Голак Трейлс знаеш од лани почна во Делчево, но ова е далеку по организирана верзија, нели? Па не знам, видов дека се организира преку твоја медиум, инаку Да. не знам за тоа дека постои. А за оваа трка овде? И за овде не знам, сака случајно денеска се погоди да ние да дојдеме. Еве имајќи предвид дека сега малку сме во живо, каде се наоѓаме? Се наоѓаме во Соцкоген, тоа е парк во центарот на Гетеборг, огромен парк со сместен вака
на голема површина со покрај вакав парко се има живеалишта на многу животни, забава за деца има. Обично кога е од април вака да се разумува времето, секој викенд има некое случување, некоја се дешава нешто. Ова е јужно-западниот дел рече од Шведска, од Гетеборг. Ова е централен. Од центарот на Гетеборг малку се кон југ. Така. Има голема значи раздвиженост и покрај Секој пат за викенди особено за сигурно. викенди и најмногу вака од април до септември, октомври кога е убаво времето. Инаку има ветер, али у Шведска е нормално да има ветер. Од 365 сигурно 300 дена годината има ветер. Но луѓето се навикнати на тоа. Тоа е навикнато, кој нормално ја. Не ни осеќам. Секој ден ми е исто. Еве уште некој од преварувачите на оваа трка. Мора да го поменат и овој дел. И продолжуваат. А ние ве поздравуваме од Гетеборг, Шведска, каде утре очекуваме да го видиме на преварот на Софија. До сега посетивме многу места, дел од репортажите погледнете ги на YouTube на нашиот канал на Дел 465, ова е вклучување од личниот профил во Спасовски, меѓутоа знаете дека јас го администрирам, така да Сите што го следат и потоа се луѓе добро е боле. е така. Тоа е тоа добро вклучување. Значи, рековме дека сега минуваме низ Сега сме туку близко до центарот, од овде десно нагоре се наоѓа. Ама центарот на Гетеборг, јас со 11 години баш не ми е све познато, и многу ретко идам. Немам потреба и спрекавам вака што има гужви. гужви. Тоа мене повише природа ме влече. Со тебе, кога е втор ден сме на центарот, не знам и дали ќе има време да отидам. Па мислам дека нема ни потреба, ние сме тука за друга работа. Доловивме ние инаку овие интересните работи. Дека луѓето сакаат рекреација, спорт, прошетки, особено оние семејните луѓе со дечиња. Паркчиња вака мали има на секој чекор. Тоа има да. Градинки, паркови вака мали, тоа го има премнато. Вечер треба овде да дојдем. Има балкански музички фестивал, ова музикен хус, Тук, музичка куќа, да. дам хусха куќи. Куќа, да. Сега одиме кон големиот мост кај од каде што дојдовме, или? Не, тоа е лево надолу, сега ќе поминеме преку центарот, али имаме тунел од центарот што поминува. За да не го кочи се веќарот. 1,6 километри. Тој што кога дојдовме го Не, поменавме. ова првната црква поминува. И после него има уште еден тунел. Тоа е вториот е нов, Груберг, сам првиот Јота тунелот. Стена Лайн, дански терминал со 3-4 линии што идат преку ден, секој ден за Данска и назад. Ериксбург од друга страна кој што бевме се велел. Еве го тунелот. 1,6